Здраво, здраво, дечки, ева на нас повторно. Сега мислам дека е време да продолжиме со следниот час. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов. Вие сте учителка? По природни науки и биологија од Основното училиште Климент Охридски од село Драчев. Драго ни е. Добре ни дојдовте. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов. Супер, природни науки, ки имаме час по природни науки. Да се надоврзам на претходниот час. Денешниот час ни е за пето оделение. Во понеделникот бев гостинка тука кај вас и зборувавме за цвекињата, зборувавме за процесите кои што се случуваат во кај нив, односно зборувавме за оплодувањето и опрашувањето. Сега треба да продолжиме, затоа што следната лекција, односно следното нешто што треба да разговараме е како се создаваат семките, зошто се толку многу важни семките, а исто така да видиме како тоа се расејуваат семките. Што тоа, зошто мораат да се расејуваат и како тоа го прават. Но најпрво да почнеме со создавањето на семето. Минатиот час убаво објаснивме дека во процесот на опрашување и во процесот на оплодување доаѓа до создавање на семка во плодникот на толчникот. Во внатрешноста на плодникот се создава семето, кое што е многу важно за да можат да се добијат нови растенија. Сега тука донесов јас една збирка од семиња која што можеме да ја покажеме. Заради тоа што сите растенија имаат најразлични. Ете така. Секакви семиња има тука. Така, може да се покаже. Може да покажам јас. Да. Еве гравче. Еве семки од гравче. Еве леќа. Ова е леќа? Да. Леќа. Ова е пиперка. Семки од пиперка. Сите ги знаете. Да, еве пченка. Пченка. Еве и семки од кајсии. Така. Значи семките од кајсии се семки. Така. Семки се, да. Семки се. Да. Еве и за пуканки овие, како се викаше, Ченка за пуканки. Ченка за пуканки. Леле, баш Да го вратам гравчето. Гравчето, зашто може да ни порасне големо гравче. Супер, одлично. Ете така. Значи, сите овие семки се неразлични и сите припаѓаат на различен вид на растенија. Но зошто се толку важни семките? Зошто е потребно да се создаваат? За да можеме да добиеме нови растенија, потребно да имаме семе, кое што потоа мораме да го засадиме, за да може да добиеме нови растенија. Да. Мораме да, заради тоа, донесов тука уште еден експеримент, односно донесов малку набабрени гравчиња. Гравчиња, ова сум го правел, се стават гравчиња во влажна средина, во памукче и после неколку дена набабруваат и изртуваат. Ете така. Што тоа крие внатре гравчето за да може да порасне ново растение од него? Па крие како никулец, едно малецко. Затоа убаво е да го разделиме гравчето. Може јас да ви помогнам? Може, нема проблем. Така? Да, само внимателно за да можеме ние да ги видиме сите делови. Чекај само. Еве јас ќе пробам со. Сега ќе се обидам јас да го разделам на пола. Мислам дека успеав. Така, одлично. Еве наставничке. Ете така, одлично. Сите делови ќе ги издвоиме. Вау! Ете така. Ова е вистински експеримент и мене ми е многу интересно. Марија, тебе? И мене, помогни ми. Ете така. Значи, кога ќе ги разгледаме вака, кај семката можеме да забележиме неколку делови. Прво, семката има семена обвивка, која што овозможува да го заштитува семето во неповолни услови. Да, еве ја семената обвивка. Еве ја извадив. Ете така. Еве Семената јас. обвивка. Браво. Да. Ете така. Еве и мојата. Одлично. Следното нешто се семените ливчиња кои што чуваат многу храна. Тоа За да може да никне, да. Овие се малецките. Така, за да може да никне растението, потребно е да има доволно храна. Тоа е еве тука, да го покажеме. Ова е тоа.
Еве тука ќе ставиме семени ливчиња. Семени ливчиња. Така, Еве ги семени. така. Ливчиња. И внатре се крие многу малиот никулец, кој што треба да го забележиме сега него. Еве го. Да. На ова убаво се забележува тука. Еве го Дури никулецот. има и лупа. Еве, ако може, еве да го покажеме. Ако можеме да го... Ајде да видиме дали можете да го видите никулецот. Никулецот има коренче и ливчиња. Ете го никулецот. Ете го. Мислам дека сега го гледате. Опа, Добро, добро. од миот никулецот. Но го видовме, еве го. Ете Тука така. е. Никулец и од него ќе се развие ново растение. Така. Ете така. Сега замислете да Имаме едно дрво јаболкница, која што родила многу јаболки, а ние не сме успеале да ги собереме сите. Сите тие паѓаат на почвата Така. и остануваат на почвата, ќе скапат, но семката Под не може да различни се временски услови. Така. Но семката нема да се разгради. Односно таа ќе остане, бидејќи е заштитена со семена обвивка, Да. може да ги издржи многу неповолните услови кои што ги има во нашата природа. Сите семки кои што ќе бидат околу јаболкницата можат да никнат, но некогаш и не мораат да никнат, заради тоа што се зависи од тоа какви услови има во околината за да можат да се развијат во нови растенија. Но дали сите растенија подеднакво ќе никнат? Дали сите млади јаболкници, млади растенија ќе бидат подеднакво добри и подеднакво ќе се развијат понатаму во нови растенија? Дали ќе имаат доволно простор во околината прво? Па не Нема. секогаш Па не сите растенија. секогаш. Па не можат. Да, да, не може сите. Така е. Точно. Заради тоа што ќе се надпреваруваат прво за простор, потоа ќе се надпреваруваат за вода, бидејќи Да. нели во околината има ограничени количества на вода, и ако имаме на пример 20 нови растенија, сите тие не можат да ја нема доволно вода во почвата за да може да се ги снабди сите растенија. Нема доволно минерални материи и сето тоа, а да не зборуваме за сончевата светлина, ќе се сметаат еден на друг Да. и ќе не можат да вршат фотосинтеза. Така. Затоа кај растенијата се развил процесот на расејување на семките. Семките ги видовте какви се сите со различна форма, односно имаат различен изглед и сето тоа помага полесно да можат да се расеат во околината. Што значи расејување? Расејување значи кога семката ќе се оддели од своето родителско растение. Растението кое што ќе ги создаде плодовите, кои што ќе ги создаде семињата, мора да ги оддалечи, односно не тоа, туку семките мора да се оддалечат од родителското растение за да може да успеат и за да може да бидат убави и добри растенија. Сега во природата постојат различни начини на такво расејување на семките. Еден од начините е со животни. Како таа животните помагаат за да може да се случи процесот на расејување. Прво, има животни кои што се хранат со убави плодови, вкусни плодови, Да. примамени се од миризбата, од изгледот, од вкусот и заради тоа можат да бидат изедени. Семките не се раствараат, односно не се варат во системот за варење, во системот за дигестија и можат да бидат однесени на многу далечни места. Второ нешто, животните исто така можат да ги расеат семките, особено тие крзнените животни, ако семките се закачат за нив. Сега имаме тука еден интересен пример. Имаме едно топче, да замислиме дека ова топче е семка, на семката одозгора има израстоци и ако тие израстоци се закачат, нели чекај не ми успеа експериментот, Доле се закачи. ете така, Да. се закачи за животното, Да. За крзното на за животното. крзното на животното и тоа може да го однесе далеко. Знаеме и луѓето кои што имаат домашни миленичиња, односно што имаат кучиња најчесто, кога ги шетаат во парковите или на ливади, крзното им се на крзното им закачува. се закачува. Доаѓаат дома. Ете така. Таквите семки имаат многу различни израстоци кои што овозможуваат да се прикачуваат за крзното. На таков начин е изградена и оваа леплива трака, да ја речам, која што има многу голема примена. Значи, иноваторот кој што ја измислил лепливата трака бил
идејата му дошла кога го шитал своето милениче и кога се враќал секој утро имал на панталоните остатоци од семки и заради тоа му дошла идејата дека може да направи нешто такво. Знаеме колку е применлива оваа леплива трака секаде во секојдневието. Тоа е вториот начин кој што е со животни. Третиот начин на расејување на семињата е со помош на ветер. Има семиња кои што многу се лесни и овозможуваат оддалечување од родителското растение на по неколку километри. Дали може да се сетите на некое такво растение? Па да, цвекињата, глуварчето. Ете така. Семките на глуварчето имаат израстоци како пердувчиња. И тие бидејќи се семките многу лесни, овозможуваат, можат со ветерот да бидат однесени многу далечни места. Така, секогаш тие растенија, односно тие семки кои што имаат сите семки кои што имаат израстоци може да бидат така пренесени. Јаворот е таков пример. Јас тука се сакам преку примери да ви објаснам за да ви биде полесно и поедноставно. И имам направено нешто што личи на семка од јавор. А јас може да бидам ветерот. Јас ќе го правам ветер. Ајде сега да им покажеме како ветрот ги носи семките од јаворот. Еве. Ето така. Еве може. Треба малку од повисоко, но секогаш кога ќе ги ете така. И така кога ветрот ќе дувне силно, може да го однесе семето од јаворот сосема на другиот крај од градот или на другиот крај од шумата и на многу далечно место. И последниот пример е кога имаме расејување со помош на прскање и тоа е многу интересен начин. Не знам дали ќе имаме време видеото кратко да го видиме. Го има, мислам дека на вашата смарт табла. Трае 59 секунди, така да не знам дали ќе Ајде да го гледаме. Ајде, како се пушта? Ајде. Каде е? На 25.3. Каде сме? Овде? Овде. Ајде да видиме. Еве. Така. Тука сме. Да. Ајде. Ете го. Овде? Да. Ајде да видиме како тоа изгледа. Само. Еве. Вау! Колку е интересно ова. Види. Вау, семињата како... Така, ова е тој начин со прскање. И најинтересен е дивата краставичка, како тоа го прави. Еве, дивата краставичка. Ова е дивата краставичка? Да. Вау, како ги изфрла. Ете така. Неколку метри дури може да ги изфрли семките. Ова го немам видено до сега. А ти, Цветко? Не. Одлично. Супер. Тоа беше се за овој час. Правиме мала пауза и потоа ќе продолжиме. Ви благодарам многу. Ова прв пат го видов сега. Да, јас исто. Поготово со дивата краставичка. Вау, дивата краставичка.